Фудбалскиот клуб Осогово празнично ги започна подготовките за пролетната полусезона од тековното првенство, кое започнува за околу еден месец. Првата прозивка на фудбалерите е некомплетна поради отсуство на неколку мина, кои се очекува наскоро да се приклучат на екипата. На тренинзите во прва фаза ќе се работат вежби за физичка подготвеност на фудбалерите, но за кусо време ќе се играат и пријателски надпревари заради воигрување. Денеска наша екипа беше во посета на тренинг на стадионот Никола Мантов, при што за подготовките и амбициите на клубот до крајот на првенството разговаравме со шефот на стручниот штаб Александар Андонов. Подготовките ние како клуб ќе ги реализираме во целост дома, значи во Кочани, нема да заминуваме никаде на припреми. Закажани се 4 контролни утакмици. Првата е на 29-ти сега овој месец со екипата на Каменица Саса, на 2-ти играме со Детонит Јуниор, на 7-ми закажано во Дојран со екипата на Сремска Митровица, која се направила во првата лига на Србија, и контролната утакмица закажано на 13 февруари со екипата на Силекс. Замина 3-4 играчи од ланскиот ростер кој што располагавме со него, но на тие места надокнадивме соодветни играчи на тие истите позиции. Можем да кажем дека замина Благо Чиванов голманот, на негово место е донесен Мата Јандов, повратник кој што беше овде во Осогово. Замина Благо Чокоцев во Виница, донесоме штопер на позајмица од Вардар, Македон Поповски, ќе се ангажира уште еден штопер. Замина и Иван Мицевски, штопер кој што веќе премина во Вардар и го рачунаат за прв тим на Вардар. И уште еден играч со кој сме уште во преговори, тоа е Емил Скоко, кој се надевам дека ќе се врати. Моментално е на подготовки со екипата од Селекс, но вчера стваривме контакти, најверојатно 99% ќе се врати овде во ГФК Осогово. На некои места се појачавме, го зедовме Кристијан Ристевски, кој што е долгогодишен капитен на екипата на Гостивар и на Кадино, како што кажав, голманот Мата Јандов, го земеме штопер од Македон, разговараме уште со 1 до 2 засилувања кои што треба да ги објавиме во текот на наредната недела. Вториот дел од првенството започнува на 19 февруари, кога Осогово ќе ја пречекува екипата на Беласица, која есеновска играше променливо. Инаку Осогово есеновска полусезоната ја заврши на 7-та позиција со 19 бода, 3 повеќе од Детонит.